Супер епизода, малку поинаква, ќе ја посветиме повеќе на нашиот гостин. Ќе се потрудиме да имаме одлично интервју со еден од најпознатите светски виолинисти. Стефан Миленковиќ е тука, дами и господа. Да. Се надевам дека спремни и во публика и тука. Дали може да почнеме? Чекај, едногласно да, ако може да почнеме. Дали може да почнеме? Да! Ме исплаши малку, но дајте аплауз за овој човек што премногу викна. Го ценам тоа. Го ценам тој ентузијазам. Како што кажав, гостин е токму тој човек кој што еве во моментов влегува од таму и би сакал да му дадеме громогласен аплауз, а вие тука во телевизорот или кај да гледате, нели таму, да, подгответе се и вие да аплаудирате на господинот Стефан Миленковиќ. Повели Стефан. Супер. Се сме окей? Окей сме. Како патуваше? По пат се кој што треба? Одлично. Да? Све на време е добро. Да. Колку патуваш, Стефан, вака да речеме? Знам дека многу, ама Па, на крај кај ти години, е дома? Кај ти е дома? Ево сад, овде ми е дома. Да. Тоа е мој дом, ево живи. Секаде каде што си во моментот. Да. Така е, Не, така па путувам скоро 200 дана у години. Сум на пут. Бајаги. Добро. Дали обично авион. Да. Добро, собираш онакви мили, мајлс? Да, имам миле. Више не знам шта с ними да радим. Да, треба, можеш да си купуваш. Добијам бесплатен кикирики у авион. Па супер. Кој ти го дава? Ајде да се вратиме на почетоците. Ова е Стефан денеска, а на почетокот беше светски вундеркинд, до тоа веројатно ти е може и преку глава веќе да те... Ама знам како се осекаш, ја бев дете глумец. И на 6 години ја бев таму, не кога беше 8 години, бев диме такси и мене цел живот до ден денес има луѓе што диме такси ме вика, знаеш, така да те разбирам. Да. Но ти започна не со виолина, тоа е интересно, ти започна со сосема друг инструмент. Да, али тоа е трајало 6 дана. Како така? Па, моја мајка не имала стрплjenja за мене. Пре свега и ние ми било интересантно, имал сам 3 години. А што свиреше? Пијано? Да, клавир. Аха, тоа да ме као... Да, тоа е било 5-6 дана и јасно е било да nije мој интерес. Кој те учеше? Па моја мајка прво клавир и тоа е стало након едне седмице и онда мој отец со виолином. Добро. Чекај се, не кликна со клавиров, а со виолината од прв ден буквално или таму мораше малку... Тоа е од први ден, да, тоа не може другачие. Тоа мора да буде куриозитет одмах код детета и да се игра полако, jer je to чудан инструмент за дете. Денес и предаваш, ти си и професор фактички. И затоа малци и професорски да те прашам, талентов за свирење. Колку се раѓа, колку се всадува? Да, тоа е увек питање. Па прво мора да постои интерес, самим тим наравно да постои и таленат, нека предиспозиција. Љубопитност, радозналост да има. Да, страст и онда огромен рад. Нема само едно или друго. Сега огромен рад. Што значи тоа? Ти колку работеше кога имаше, еве да речеме, не знам, дете мало си, 10 години имаш да речеме. Веќе почнува да те знаат, нели, слично. Што значи за едно 10 годишно дете, колку сати се тоа работа во еден ден? Па тада нисам вежбал толико пуно, али рецимо 3 сата. 3 сата секој ден? Да. А во кој момент вежбаш најмногу? Па са 16, 17, 18, значи измеѓу 16 и 20, 21 години ту сам вежбал 8 сати до 10 сати на дан. 8 сати на ден? Да. Ова ми е фасцинантно, чекај. Ако да речеме спиеш, пример, 8 сати,
да речем. Pa da. Така, 8 сати Izračunao sam спиеш. to. Može 8 da stane. сати свириш. I 8 sati za sve drugo u životu. И како успеваш, бре, Стефане? Многу љубов. To tako svojim, studentima nekad govorim, kažem, ako spavaš 8 sati i 8 sati, evo, znači ideš u toalet, ne znam, sad jedeš 2 sata, šta god i dalje ti ostaje puno vremena za sve drugo. Ali to je bilo mnogo, mislim i previše, nije neophodno čak Кои се, знаеш, она pros and cons што викаат, позитивни и негативни работи. Кои се позитивни? Очигледни се позитивните. Добро, работиш, стануваш подобар. Pa tu se doslovno kreira fiziologija za to što radite, odnosno fizika samog sviranja, telo srasta s tim, tako da taj drill u tom periodu najvažniji možda i posle ostaje. Како возење точак треба да ти биде демека, автоматски Da, inače prekompleksno je da bi se razmišljalo o svemu. Kao i atletika koja se kreće rano i trenira se ceo dan. Ама ти како мало дете не си свесен за тоа? Знаеш, не си свесен дека тоа ти е толку многу важно, дека моторикава треба да ти стане природна. Знаеш, и како се тера едно мало дете да сепак свири 8 сата? Da, pa dobro, tad sam imao, kažem, 16-17 godina i to išao sam na takmičenja i to je bio težak taj period 90. rane 90. kad se sve malo raspadalo. Ne malo, nego uopšte na Balkanu, da, skroz. I onda nekako to je bio naš jedini način da se iščupamo iz svega toga. Tako da mislim da nije samo što sam ja hteo da vežbam, jer nisam nikad bio neki čovjek koji obožava da vežba. Više volim da budem na sceni. A ima i takve ljudi? Ima oni koji vole da vežbaju, ali ne vole da nastupaju. Ima oni koji vole da nastupaju, ali ne vole da vežbaju. Dobro. Ja sam tu negdje. Ali u tom trenutku to je bilo bekstvo i borba u stvari protiv svega toga samim radom, jer kad nemaš zemlju iza sebe, onda osjećaš da jedino tako možeš radom da nešto postigneš. Da. Dobro, si свирал пред огромни така ликови, историски дури би рекол. Ти колку години имаше пример кога свиреше пред Роналд Реган? Pa 13. 13 години. Пред тука, не знам, папата Јован Павле isto tuka negde во тие години? Da, za njega sam nekoliko puta, sa 13 i sa 16 poslije. I Gorbačova isto sa 14. И Горбачов. Има ли некоја трема која свириш така или за тебе ти е свеедно дали е папата или е некоја девојка, од кај да знам? Или možda poviše trema. Da. Pa to je moja prva misa, odnosno prvo sećanje u životu sa koncerta. Kad sam imao možda 5 godina ili 6, to je neki interni čas bio u školi. Ja sam izašao, to je jedino što se sećam. Ne sećam se ni jednog koncerta pre i posle tih godina. Dobro. Ali ta jedna... Kako slika imaš, a? Da. Znači, ušao sam u tu salicu koja je možda imala 10 metara i bilo je možda 30 ljudi. Dobro. I poklonio se i to mi je možda bio, ne znam, 3. koncert u životu ili 5. ukupno. I ugledao sam jednu devojčicu koja je bila starija, veća od mene, tako mi izgledala, koja je imala možda 7 godina ili 8, koja se meni mnogo dopadala. I ona je sedela na toj nekoj klupi, sa nogama ovako. I ja sam umro od straha. Znači, umro sam od straha i od stida što... Da. Ja, kako ona mene sad... Ti me gleda? Da, i tu sam mislio, moram da sviram dobro. Ja, pa nisam znao da će ona da bude, sam znao da će ona da bude. To sad mislim tako, tad sam se samo prestrašio. To je moja prva sećanje na koncert. Не. Пак не е како бива. Баталија. Ново од Вива. Вишна премиум нектар од највкусните македонски вишни. Пробај го. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден,
А денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Славиме 40 години Пепси во Македонија. Купи било кое Пепси, освежи се и испрати го кодот од фискалната заедно со датумот и времето на купување на 40.pepsi.com.mk. Одличниот Пепси вкус ти носи топ награди. Цел јуни доделуваме по 40.000 денари секој ден, а на 1 јули извлекуваме главната награда од 400.000 денари. Славиме 40 години Пепси во Македонија. Ајде со нас! Со Савана, ова лето ќе се памти. Толку голем што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова вкрстено идеше или право? Туку чекај, уште малку ќе треба да го кажам зборот на денот. Чекај да го земам речникот. Океј. Денес ќе биде... Да, џауска. Значи вака, ќе им кажам, чекај да се подсетам, океј, така, значи денешниот збор е џауска, што на англиски значи хипотетички разговор кој комплетно се случува во твојата глава. Значи, кога вежбате како да ја кажете на девојката дека е убав фустанот, а таа да не свати дека се здебелила. Така е, сите си замислуваме и си вежбаме разговори. На кој јазик да го кажеш, некои работи сите исто ги правиме, некои работи сите исто ги сакаме.
Сакам Good Nature. Не ве видов дека сте тука. Чекај, знаеш, јас да речеме на тие години почнав да учам гитара. И гитара, како што и беше тогаш, така и сега претпоставувам, доста популарна кај девојките. Ама па се виолина дека баш било популарно, искрено се сомневам. Баш супротно. Ено га Цигу Лигу, тој у школи, јас сам ишao у школу Земун. Не знам дали сте чули нека, тоа е ono bio onako jedan teži deo Beograda, u stvari celo kao naselje. I кои години беа тие? 80? Po 88, 5, ne znam ja. Da. Znači, cela osnovna škola i onda tu je Cigu Ligu, uvek su me zezali. A da uvek ti si Cigu Ligu? Da, Cigu Ligu. Su violinčeta. Cigu Ligu, da. Cigu Ligu, da. Ja sam onda imao par prijatelja, jedan je igrao šah, drugi je voleo da slika. Znači, svi oni... Sve one budale koje ne igraju fudbal i to. Da, basket ne. Bili nas trojica, ništa, da, samo... Ove voleo da slika i ove je bio u šahovskom klubu. A pratеше спорт? Да речем, бидејќи во тие години исто големи успеси Југославија. A malo, pratio sam kao i svi mi, da. Ali nisam zadrt, nisam išao na utakmice to, da. Nego na televiziji. Така. Значи, Дивац дали игра во Лейкерс или во Чикаго, па не знам. Ja volim više ove borbene sportove, recimo UFC i to. Da, to pratim i tako, sa loptom nešto to mi. Aha, znači samo vaka, kombat, jedan na jedan. Da, ja sam violinista, volim kad se sa rukama ljudi biju sa rukama. Dobro. Сега, мислам, за мене тоа е чудно, но во светот на виолинистите тоа не е чудно. Стефан сега во гардероба и општо кога доаѓа, значи виолината ја третира како да е не знам, скапоцениот кристал на светот, не знам. Па јесте. И е, така? Тоа е као беба, само многу скуплja. Да. Pa, violina je pravljena 1783. godine. Čekaj, ova što je imaš? Da, ona tamo. 1700? Koju neko valjda gleda sad. 83. da. Знаеш кој ја направил? Pa znam. To je, znači, postoje 3 najveća graditelja u istoriji. Stradivari, Guarneri i Guadagnini. Taj treći je zadnji bio kao veliki kremonski majstor. I ovo je napravio Guadagnini, jedno od zadnjih koje je napravio, tako da je užasno i retka. Lično toј човек? Lično taj čovjek, da. A koliko si siguran дека je тоа stvarno, така? Pa siguran sam. Dobro. Zato što, da, nisam kupio na buvljoj pijaci pa kao neko, to ti je Stradivari, našao moj deda, da, na taban. Ne, nije taj, nije made in Čekoslovakije Stradivari, jer ima i takvih. A gi prodavaат како да се the real thing, u stvari? Da, ne, zato što imaju razni testovi danas, do pre 10-15 godina nije bilo, ali sad recimo imaju testove dendrokronologija, takozvana, gde snime drvo i tačno vide iz kog perioda je drvo. I to drvo je iz 1745. recimo i onda kad su slali taj test anonimno, znači samo se slika drvo, kad se šalje test, taj koji radi test je rekao da, to drvo je iz te godine, a drvo je sečeno 1783. i odgovara još 2 instrumenta koje isto Guadagnini pravio. Tako da je on od tog komada drveta napravio 3 instrumenta, 2 violine i jednu violu. I točno se znaat kada se. Tako da jedna nema je kaj Stefan, ne znam, drugi 2 se vamo i vamo. Sad da, one su zaštićene na neki način istorijom, odnosno da se zna gde je svaka. Tako da to bolje ukrasti plazma TV nego... 100 pati bolje. Da, jer nosio je cela kukja nosio. To ćeš lakše prodati nego bilo koju staru violinu. A kaži mi, која е разликата ако свириш виолино од 1950? Не, пример, дали е... Разлика е 200 година. Да. Дали е поише престиж или има нешто и од квалитетот, не знам, може по-добро звучиот? Ima. Ja sam svirao dugo na modernoj violini isto, tako da neću da grešim dušu da kažem da moderne violine nisu. Ima ih odličnih isto, tako, ali je fakat da je tu i ko je pravio i kako. Tu ima milijardu varijabila. Istovremeno. Onda to drvo mora da se suši maltene barem 100 godina, jer u drvetu samom su pore. I onda te pore, iz njih mora da se potpuno kristalizuje i ispari smola i to. Onda se to kažeš da ga zvukot? Da, i ona mora da vibrira 100 godina. Da, to se potpuno promeni. Tako da, kao neko vino, ali još kompleksnije, mislim. Mnogo pokompleksnije. Da. Tako da ima modernih dobrih violina, ali te neke stare, ne sve, jer neke su ostarile i to je to. Nije im vreme... А со гитари како е, Харе, например? Пошто знам дека и стари гитари свират по, не знам, од 70-та, од 55-та, whatever. Исто, технологијата на дрвото е тоа. Значи... Истото се случува, да. И со гитарите. Кој мајстор ја брусал? Битно е.
Интересна работа. Jeste. Добро. И сега кажи ми, имаш шанса, пример, да пратиме некој да донесе, да ја видиме само чисто? Pa Не мора да ја možete свириме, ама да ја видиме. može. Evo, ne znam da li ima pauza ili ćemo Ај, ovako Кире, direkt. значи, внимателно со виолината само. Да. Pazi samo, molim. Хипотетички, ако отиде на аукција. Да си играме чисто. До кај може да стигне? Pa ne znam da li vam kažem sad ili možda nakon što je vidimo i vratimo do kutiju. Nakon što je imam u ruci. Da, koja ќе Reći ću vam kad mi je daju u ruku onda. Može. Ali, pa košta više recimo od PlayStationa i manje od Space Shuttle. Супер! Баш така малку ни даваш простор, знаеш, вака. Измеѓу ту негде. Да. Мала раз. Баш ќе ја видиме сега. Окей. Додека е тоа ми спомна за маршал артс, ова за боречки вештини. Да. Од практикуваш или само си љубител? Trenirao sam, da. Kad sam u nekim, između 25 i 30 sam trenirao baš kombat sambo, rusku borilačku. Kombat sambo? Da. 1 na 1. Овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. To me fasciniralo. Uopšte. Čekaj, slično na što je to, primjer? Pa to je vojni sistem. Slično je na džiu-džicu ili vrskane? Judo, džiu-džicu, udarci, oružje, tako. Dobro. Pa hibrid. Vojni, kao vojna disciplina, da. I koliko se zaljubi во тоа? Онака баш почна да тренираш? Da, pa ja sam postao majstor u stvari nakon 5 godina, da. Има такви појаси или нема црн појас, такви глупости? Ne, u vojsci nema pojasa. Нема, тоа е тоа. Ako si živ, to ti je pojas. А дали комбат самбо тренираше исклучиво за да ја браниш виолината, не дај Боже, ако треба? Или не е imam заради pištolj. тоа? Ne, šalim se. Ne, pa to mi je bila ovako strast, interes, to je fascinantno uopšte biodinamika tela, psihologija i tako. To je fascinantno. A kad govorimo o fascinantnom... Така. Evo sad ćemo da izvučemo bebu odavde. Ovako. Ovo je to, a? Da, to je to. Evo. И кажи ми, дали некогаш некој нешто и направил да ја допре, да направи да те изнервира многу? A šta da... Па не знам, пример сега, знаеш, сигурно нема да ти види, окей, сега ја да речем, стварно, и да ја земам на како мрнат. Pa možeš. Да, probaš. Чисто само да видам, пошто никад нема да држам виолина олку стара. Pa jesi pravo ruke. Tako. Znači nemoj da pipaš lak. Dobro? Nemoj da pipaš Kada vrat. да фатам? U stvari nemoj da pipaš uopšte. Ne, može. Ево вака, значи ова е тоа. Колку е лесна! Da, svi kažu to. Lagana je, ljudi. Da, lagana. Чека вака да видиме. Ми стои на оделото. Dobro izgleda na kameri, bolje nego ja. Ај вака тука да видиме. Опа. Bolje izgleda na kameri nego ja, to je sigurno. Da. Одлично. Pa, evo kad Уште ste многу pitali... години да ја имаш, Стефан. Уште Hvala многу puno. години. Да ја имаш доживотно. Pa ja se nadam da. A pitali ste za aukcije i tako, uglavnom to je nedavno je postavljen rekord za ovog majstora. Za ovog majstora, ne ovog konkretno, ali ta jedna je prodata i čak je mlađa, odnosno starija, malo iz 1750 neke. Dobro. I prodata je za $2 miliona. Wow, čoveče. A има колекционери на виолини? Постојат такви луѓе, значи колекција што има. Да, па како уметнички слики, да речем. Nažalost, u stvari, kolekcionari teraju te cene u gore, ne muzičari, jer mi ne možemo maltene da priuštimo... Ti možeš doka milioni kusurama сега. Ne, ovo je slučajno jer ona je bila u toj jednoj privatnoj familiji i imao sam šansu da je uzmem, ali... Еднаш во живот доаѓа таква шанса? Da, to je retko. Zaista nisam ni očekivao, niti je čak tražio, nego se jednostavno desilo. Ali kolekcionari, u stvari, njih ne interesuje toliko čak ni koliko neka violina zvuči dobro, nego samo da je u perfektnom stanju i da je majstor ime i platit će maksimalnu cenu i to ide gore potpuno bez proporcije. Tako da, nažalost, muzičari više ne mogu da priušte instrumente uopšte. Najčešće su na pozajmicu od fondacije i banke ulažu i kupe violinu i onda daju na pozajmicu, da. Ако било кога сакаш да се пензионираш онака утре и да престанеш да свириш и да уживаш до крај на животот, ова е тикетот. Тоа е тикетот. Да. Само земја и правец содби. Па тоа е план. Интересно, Да. интересно. А дома немаш, мислам, не си
некакво посебно место да има, цело време си стои во куферче, така таму тоа е позицијата. Не дека ја ставаш да ја гледаат луѓе дома нешто. Да, немам неки сеф или нешто да спава во кревету са мном, хвала Богу, за тоа имам така, жена. И кај во која соба рече ја чуваш? Не, шега. Не, znate šta, to naviknete se, to je čudo. U početku naravno je trauma non stop. Gde je, šta je, kao dete. I onda naviknete jednostavno da uvek pazite gde je, da nekako u razumnim merama pazite. Ама ти паднала некогаш сигурно онака малку, нели? Nije, hvala Bogu. Не? добро. Ali znam jednog... Знам гитаристи им паѓаат се, знаеш, и после вака мини инфаркти добиваат кога ќе им падне така. Ali imao sam prvih 6 meseci, imao sam noćne more stalno. Znači, da, kad sam je uzeo jer sam sanjao da sam izgubio, da sam na aerodromu, ja odletim, violina ostaje, da sam je stavio ovde pa sam seo na nju i tako. Znači imao sam svaki san, najgori mogući san koji može se zamisliti na tu temu. Најбоље да не ја враќаме во гардероба, нека си седи тука. Да, нека си седи тука. Живееш, Стефан, она што те праша преска, дом ти е Чикаго, веројатно, така? Да, близу Чикаго, тоа е 20 минути. дома, да речеме. И таму не си случајно фактички предаваш на универзитет. Да. Кој е универзитет? Универзитет Илинойса. Био сам пред тога 10 година на Джулијарду, Джулијард скул у Њујорку. Джулијард музичко, тоа знам многу престижно. Па е, да. Važi za stvarno jednu od najboljih škola na svetu. I onda sam dobio poziciju na Univerzitetu Ilinoja. Što znači da full-time profesor si tamo, baš? Pa full-time kad nisam na putu. Da, to je, imam 11 studenata. Koliko si imao profesori za violina, učitelji? Na broj? 5-6 učitelji? Koliko sam ja imao? Da, ili? Pa imao sam, dobro, moj otac kao prvi, onda Igor Ozim, s kojim sam isto radio dosta, koji je predavao na Mozarteumu, recimo u Austriji. I onda Dorothy Delay na Juilliardu i Icak Perlman na kraju. И колку се разликуваат еден од друг? Многу? Секој професор си е приказна за себе? Da, svaki profesor vam izvuče iz vas možda različit deo vaše ličnosti, rekao bih. Naravno, vi naučite neke stvari koje ne znate, ali u jednom trenutku znate kako da svirate, ali onda se radi se na inspiraciji, radi se na imaginaciji, na interpretaciji. Кој ментор ти станува колку баш професор по виолин? Nema ništa bez tima. Bez tima nema ništa. Дури во вака сингл спорт како што е виолина, сам си, што пак мора тим да има? Pa evo, gleda se, ne znam, i tenis je single sport. Pa opet oko jednog tenisera svetskog ima 5 ljudi koji rade sve i trening. Ама тенисеров ако могу масираат мускулот на ногата, тебе прстињата вака те масираат после свирење? Nema toga, nismo mi, nema. Нема толку луксузи, а? Nema, to sami sebi. Каков професор си, кажи ми? Каков се сметаш, пример? У смисла строг, попустлив? Zavisi samo od studenta. Da? Ako su dobri, ja sam najbolji na svetu. Ako nisu... Poprilično strano. Onda ne znam. To zavisi. Onda se pretvorim da, specnac. Многу ми е кеф со музичари да зборувам за филмот Whiplash. Што мислат они, а па со тебе ми е сега посебно интересно зашто па си професор. Филмот Whiplash го знаете за тапанарот, нели со строгиот ој. Pa ima tu nešto, mislim, ima neke istine tu, da, ima, je taj trening intenzivan, pogotovo kad guraš nekoga da bude ono top. I onda tu u jednom trenutku uđeš u frenzi, uđeš u tu jednu obsesivnu energiju i tako dalje. Von sebe. Da, ali mislim u suštini i taj koji je subjekat toga, hoće to. To je kao neko kad ode u specijalne jedinice. Sad na onoj prvoj selekciji to je mučenje strašno, ali ti ljudi hoće da budu tu. Nije to njemu atak jer ne bi bio tu. Tako da... Ти се случило тебе да си во позиција на учеников? Da. И така да те третираат, ајде бре. Da. Pa bez toga, ali ja sam takav tip koji odgovara na to borbom, a ne da se povlačim. Da, tako da to samo... Jer morate imati malo i taj karakter. Кој вадел најмногу од тебе, онака? Pa, verovatno u početku otac, posle mi je ostalo to, a to je malo i moj karakter, kompetitivan i onda trener u stvari na neki način. Tako da ima to. Ali rekao bih da je čudna ova profesija zato što sve to treba zadržati i uživanje u muzici, da ne zaboravimo zašto smo tu, jer mi smo tu da ljude učinimo srećnim. Može da stane skroz drugo. Da, i tako da taj trening mora da se prođe, ali nakon toga trik je da se vrati na humanost, a ne da se ostane u... Имало било кога... Аплауз.
Имало било кога момент кога си помислил ќе се откажам? Да. Не може. Се случувало, значи, на најдобрите, а? Pa naravno, mislim, to, bez toga nije trening. И како се враќаш од тоа? Pa ništa, prođe me sljedeći dan, već sam okej. Ќе преспиеш? Da, kao, nije tako strašno. Još sam živ. Знаеш, пример, исто пак ќе речем паралела со гитарист. Пример, Харе, кој си свириш, работи си ги свириш за душа кога си сам, скроз сам. Што свириш? Било што може да биде, онака. Често пати некоја мелодија што ќе ми текне или што ќе видам на телевизија, па онда си ја свирам на мој начин. А некој пример има артист што онака ти е предизвик да и ден денес после 100 години свирење да научиш пример нешто од појма неа. Роберт Джонс. Пример, да речеме. Како е во светов на виолинава? Пошто знаеш, гитара е пак помодерен инструмент. Кога некој сака пример за своја душа, што викам да засвириш, што засвируваш? Некои стари dela, ne znam, da, isto tako, godini. Da, možda nekad recimo Bach je uvek nešto što možeš da, kao da te vrati u neki centar i napravi balans možda između emocije i intelekta i mehanike uopšte sviranja. Tako da nekad čak samo sviram, samo slušam sam zvuk violine, nije ni bitno šta je to. A kога сакаш да се однесеш до граница нешто тешко да свириш, што свириш? A toga ima, prvo pada na pamet, mislim, romantična muzika generalno ima tu energiju, ali ti možeš da sviraš bilo šta sa tom energijom. Romantična? Pa generalno, da, kao period i da. Ali recimo Šostaković, Šostaković je ono heavy metal klasike otprilike. Da, to je baš super. I to je zabavno, užasno zabavno je sad, kad bi ga slušao više od nekoliko sati za redom, verovatno. Pa i ko heavy metal? Da, malo bi mi smetalo već, ali generalno to je energija, divlja energija, da. И прв пат кога го засвире Шостакович, како се осеќаше онага? Се осеќаше како чемпион, онага. Па, да. Знаеш кога успеа прв пат да го свириш? Да. Колку години имаше? 5-6? Kad sam prvi put svirao? Da. Тој Шостакович кога свириш pa дел. to sam svirao kasnije, mnogo kasnije. Значи не можеш баш од одма да... Ne, kao da nije prikladno, jer za to moraš da proživiš malo i gore i dole u životu, da bi se onda bacio to i da zaista razumeš i taj sarkazam i ironiju i divljaštvo i malo i tragediju u njegovoj muzici u stvari. Neću sad da vas deprimiram. Длабоко е ова што го зборуваш. А блузова длабочина од Стефан, да мога. Мене не ми е својствено, но сепак еве ќе ми кажеш дали има и други такви виолинисти. Ти си некако фан на, па да речем, поприлично опасни работи. Не знам, леташ на пример со авион, така? Ne, skačem padobranom. Рипаш фактички, добро. Ne izlazim iz aviona. Да, ти. Da, ne letim ga ja. Кога почна тоа да го правиш и како уопште дознаваш дека ти е онака thing? Da skokaš sa podobno? Pa evo, mislim, ne znam, ja sam se uvek plašio visine i ja se i dalje plašim visine generalno. Ne volim skele, merdevine i to ne volim. Znači sve ono što je povezano sa zemljom, da. Ajde. Ali avion, ta apstraktna visina, on se digne na 4.500 metara. To mi nekako, mislim, postoji neki objektivan strah od tako smrti, recimo. Ali osim toga... Na primjer, smrti, ali osim toga ništa, da. Tako da, bio neki rođendan, jedan gospodin koji vodi jedan festival, uglavnom u Americi, on je Irac, ludi Irac i to flautista. Pa svi te Irci se malo kulturi. Pa je, malo isto, da, nije daleko. I onda se je rekao, pa imam rođendan kao ajmo skydive. On inače je bio skydive. I dalje. I ja kažem, ne dolazi u obzir. To ti je samo za terminalno bolesne ljude ili neko ko inače hoće da se ubije, pa kao... Da. Pa hajde da se zabavljam u tom procesu. I pošto ja nisam ni jedan ni drugi, onda ne, hvala. I uglavnom kad se približio taj kao dan, on je rekao, slušaj, ja ću tebi da bukiram tandem, jer moraš tandem prvo, pa... Da. Pa kao, ako hoćeš, ako ne. I onda kako se približio... Tandem sa nego ili sa nekoj... Ne, sa neki pijani Irac, ne bih s njim. Ne bih s njim, Guinness, pa onda iskoči iz aviona, nije to. Da. Uglavnom sam, onda postao praktično znatiželjan šta će meni da se desi kao ljudskom biću u avionu, da li ću da se onesvestim od straha, da li ću da potpuno... Tebe ova fiziologija poviše... Pa ljudski limit, ja mislim da zaista je neograničen i ja sam ga uvek gurao i kod sebe i u sebi i istraživao jednostavno razne aspekte. Tako da to je bio jedan deo moje ličnosti koji je ostao neistražen i mislio sam, pa hajde da probam. I taj prvi tandem,
ne sjećam se uopšte u stvari u avionu skoro ničega. Ali, seriozno? Ma da, jer ono kao, nisam htio da gledam ni kroz prozor, ni ništa. Divan dan u Kaliforniji, kao, vidiš kako je lepo. Kao. I onda kad sam izašao, jedino što se sećam je taj vetar i zvuk. Da. I da su mi se strašno sušila usta od tog vetra. Tu ideš 200 na sat. Ja sam stalno pokušavao u vozduh. Da, kao opižem usta i naravno to se odmah osuši. I tako, a nemaš gde da gledaš, nemaš referencu jer ništa se ne pomera. Tako da sve moje slike sa tog prvog skoka su ovako. Znaš ono, gledam kao izgubljen. I onda u tom tako ludilu ja i dalje kao prileće mi jedan taj instruktor i kao ono Čekaj, koliko vreme pagaš? Koliko traje to? Pa oko minut. Skoro minut. Minuta pagaš? Padaš, da. Sa 4.300 na nekih 1000, da. Tako da to je, dugo, dosta dugo i onda je jedan prileteo da se slikamo kao drugi instruktor i tako i to je bilo slikanje. I ništa, nakon toga sam postao znatiželjan i kao, ako ne bih se plašio ovoga i kad bih završio trening, ovo mora da je fascinantno. I onda sam mesec dana studirao malo statistike, da vidim o čemu se radi. I vo tije mesec dana ne ripna vtorpad, samo učiš? Samo sam učio da vidim šta je to uopšte, o čemu se radi i onda sam nakon mesec dana otišao u Skydive Chicago i počeo kurs, završio kurs i evo 10 godina kasnije imam skoro 600 skokova. 600 skokova? Da. Bravo. Da. Сега, знаеш, ние како лаици сме импресионирани од ова, бидејќи ни делува на екшн муви, знаеш, онака. Од тие 600 скокови, имало некој кога баш онака адреналинот скокнал нешто? Ма сваки е адреналин. Мислим, првих 200 е онако, после е лакше. Да? После се навикнуваш, као? Да, после лакше. Ali ima jedan, recimo, gde kad sam bio još zelen, dosta zelen i sad imao sam možda 40-ak skokova i sad ja sam trebao da izađem, pošto ove zelene, oni zadnji izlaze, da ti ne padne, mislim, na glavu. Ili da ne bi nekom skočio pogrešno. I onda kao ti zadnji izađi kad svi mi fino. I onda sam ja bio zadnji i sad kako se zadnji par, ne znam, oni su izašli, ja kao da vidim gde su, treba da im dam, ne znam, 5 sekundi ili 7 separacije. I kako sam se nagao da vidim, avion se odjednom ovako, to su otvorena vrata, nagne se ovako, i ta centrifuga je bila strašna. Ja se uprem u ono, i misli se, čekaj, zašto? On mora mene da sačeka, jer avion uspori i bude ravan. Znači, ne sme da bude u nekoj... I toga se skoka. Da. Inače, ako je ovako ili ovako, možeš da udariš krilo ili nešto. Jer ti iskočiš i, znaš, udariš krilo. I ja shvatim, i on krene da zaokreće kao 180 stepeni i odjednom da pikira ovako na dole. To je bilo još gore. Odjednom si kao u slobodnom padu i ja shvatim da on mene zaboravio u avionu. Da nije video. Mislio da su svi izašli i onda šta oni rade? Oni u stvari naprave zaokret i on pikira dole praktično bestežinsko stanje. Znači pikira da bi sleteo što pre padobranac. I niko ne bi trebao da bude na nogama u avionu. Da. A osim mene, da. I onda sam bio tu ovako i mislim se, wow, ovo će da bude priča super ako preživim. I onda sam prvo kao da zatvorim ta vrata i zatvorio vrata. Znači ti treba da ostaneš vnatre. Pa nešto da ispadnem. Sve je bolje nego da ispadnem iz aviona dok je ovako. I onda sam tu kao došao do prvog pojasa, zavezao se nekako da ne ispadnem i mislim se, okej, sad smo okej. Ali grozno, znači ovako naglo, to nije prirodno. I on je mene ugledao nakon minut. Ovako se čovjek u avionu trzno jer ima retrovizor, on nije uopšte gledao. I kao, čovjek, pa šta se desilo? Kažem, zaboravio si mi, ništa se nije desilo. Voziš me nazad. Daj, on kao, počeš... Da li si ti normalan? Ne, da, kaže, hoćeš i dalje da izađeš. Ja kao, pa hajde. I onda je on stao, stao, mislim, nije stao. Da. I onda je malo kao ja otvorio vrate, ja izađem malo niže nego što je trebalo i to nikad nisam bio tako srećan da izađem iz aviona. Da, ima tih nekoliko priča. Kad sam prvi put pakovao padobran isto. Ovo je ne znam da li da vam pričam to uopšte. Zašto? Kaži. Zašto? Pa ništa, bio je čas pakovanja koji traje 2 sata i to je sve pogrešno. Znači ja sam to stavljao, to mi ispaldalo, pa ovo, pa stavim, pa neće da se znači treba da go namestiš padobranот baš po nekakav sistem. Da, to je čas. Ne možeš da dobiješ dozvolu pre nego što naučiš. I kad sam konačno to kao da sam uzeo vreću veša
prljavog veša i nagurao nogama ovako u neku vreću i zavrnuo. Da. I mislim se, wow, znači ovo bolje, hvala Bogu, neće ovo niko da skače sad. I taj instruktor kaže, super, okej, za 20 minuta idemo, uzmite padobran i skače se. Ja kažem, super, ja kažem, gde da stavim ovo? Da. Kaže, pa, to je tvoj. Što molim? Super. Pa to je tvoj, to ćeš ti da skačeš. Super. Kažem, pa to ne valja, znam ja. Znači, ja znam da ja ne znam to da... Kaže, pa šta si misli da će neko drugi da skačete? Kaže, ma niko ne bi trebalo da skače. Ovo treba sad da vi ispakujete. Uglavnom sam skočio taj padobran koji sam ja prvi put u životu spakovao i nisam znao kako. I ona kaže, ne brini, to će ti biti najlepše otvaranje u životu. Otvaranje padobrana. I stvarno, otvorio se. Mislim, očigledno se otvorio. Da, otvorio se, ali znači strašno, koja psihoza je. Čekaj, znači ti se plašiš od niski visočini, ама немаш гајле на 4000 метра. Да. Дали тоа значи дека кога полетува авионот ти си онака како не и после тоа си као Не, nego skele, recimo merdevine nešto, pa... Znači strogo така. Da, moja žena Во машина, ако си немаш гајле. Moja žena se smijela jer jednog dana smo bili zajedno u Kaliforniji, ja sam skakao ceo dan, 20 skokova tog dana i onda smo otišli u zoološki vrt. 20 skokovi u jedan dan? Da, 23 tog dana. Debe? To je tako, mislim. I onda smo bili u zoološkom vrtu i to je u San Diego zoološki vrt. I sad lavovi, polarni medvedi, znaš, smrtonosne životinje. I onda ima gondol, ima kao žičara koja ide iznad svega toga, ali to niko ne održava, to je staro, zarađalo sve živo. Malko visočko. Kao, hajmo mi u... Da, ja kažem, beži, neću da uđem u tu mašinu smrti. Kažem, ma daj, ajde. I mi smo onda se u tome, ja sam se držao ovako nakon 20 skokova tog dana, jer to je škripalo, onda ispod pogledam čoveče, polarni medved. Da. Znaš, ovako, pa onda tigar, pa grizli, pa znači, da. Tako da ne volim to. Daj mi avion. Da. Avion. A кажи ми за моториве, пошто си исто и фанатик по мотори, по возење мотори. Pa bio sam, da, išao sam, ali to više iz poetičkih razloga. Pa i ovo, čak, padobrane. Mislim, ja volim poeziju, letenja, slobodu, motora. Evo ga, da. Wow, dakle ste ovo? Ова каде е? Ова пустина позади. To je Monument Valley. Kada je to? Arizona dole. Arizona. Negde, Utah, Arizona, da. To je najdivlje mjesto na svijetu. To je za mene to meditacija. Znači opuštanje. Da, meditacija, eksploracija, pogotovo Amerika koja je tako otvorena i ogromne distance i onda... Točno. Da, taj osjećaj slobode, ne toliko brzine. Nije mi to sad ja da jurim nešto. Ама сепак си возел брзо. Тие се open highways, кои знаат, долги. Pa nekad jesam i vozio brzo, išao sam na stazu i tako, ali... Кога ќе споредиш, да речеме, паѓањево, знаеш, од високо, со возењето мотор не е далек, не е исто, така? Pa nije, opasniji motor. Така? Mnogo opasniji, da. Ali u Americi, pošto su te, recimo, u Evropi sam podozriv, ali kad su otvoreni prostori, oprezni ste, tu je lakše. U Americi ima više... Точно. Сега далеко од тоа дека промовираме брзо возење или слично, чисто онака френдова френд. Немојте радити то куќи. Да, немојте, никако. Колку најбрзо си возел, пример? Срам те било, да, ovo je porodična emisija. Да. Си качи 260? Pa tako, 100, mislim da sam, ne znam, 160 milja na sat. To mu je така. Pa 270. Da. A to sam probao jednom, to nije dobro ni za... Pa nikako, ne znam, to je ono... Što je to 10 sekundi... Tunnel view što ovo vika? Da. Sagam da mi objasniš. Što je tunnel view? Pa tunnel view znači da svaki put postaje užasno kratak i... Tesen? Da, odjednom taj autoput koji je ravan je gotov. Ima mnogo više okuka nego što si mislio. Da, ne, to je... Ali kažem, to je i opasno i neudobno, užasno neudobno. To je onako, jednom osjetiš 5 sekundi i to... To je sigurno i se trese i motor i sve, ne je to, tako nije normalno. Mislim, nije normalno, ali kad su motori, da, kad su dobri, onda problem je što oni mogu to. Ali... Ja sam jurio prvih 3-4 dana, recimo, na tom putu, gdje sam bio 2,5 nedelje i prešao, ne znam, 15.000 kilometara. I onda sam jurio svuda sam jurio. I onda sam shvatio prvo da se umaraš više, da troši mnogo više benzina, da moram da stajem češće.
I nakon tih 5 dana sam se izduvao i onda sam išao 110, 120, 100 cruising. Ma da, i vidim nešto, a ne samo mislim da ne udarim polarnog medveda u Arizoni. Belog medveda. Aha. Не знам како се заработува во светов, знаеш, ти си сепак топ личност во тој виолинска сцена и слично. Баш ме интересира, знаеме дека изворено се заработува, да речеме, ако си поп звезда, пример, некаква. Што значи да си во топ класа на виолинисти? Дали може да се живее онака екстравагантно, луксузно, или баш од виолина? Pa, svako može da živi ekstravagantno ovde. Ja mislim da je to više pitanje mentaliteta nego što je pitanje koliko imaš nešto ili koji posao čak radiš. Jeste da ako čovjek ima neke neograničena sredstva neka, da može sad da kupi. Ali mislim da je to mentalitet više nego fakt. Tako da od violina uopšte biti muzičar može da se živi lepo, veoma lepo, ali ja generalno nisam u tom smislu nešto ekstravagantan. Tako da nemam te tendencije uopšte, tako da... Što je najskapo nešto na što si puknal пари од кейф, од нешто онака? Сакам, не знам, куќа да купам $500,000 или милион. Не, купio sam sad gaming laptop pre 2 nedelje. Gaming laptop? Значи си геймер? Jesam, da. Да? Da, volim. Da. О, чекај сега, кои ти се омилени? Čekaj sad pa... На што трошиш најмногу време? На што најмногу геймаш? Warcraft? Da, World of Warcraft. To mi je igra koju sam igrao od početka. Stari igrač si na... Da, ja sam old school. Da. WoW. WoW. I onda, ali najomiljenija igra mi je ikad bila Dark Souls. Koja ta? Dark Souls? Nema niko ko igra Dark Souls. Srama zbira. Pa vi ništa nemate vidim. Da. Ovi su neki fini, nema nijednog da je Dark Souls to onako, dark fantasy. Od Sims drugo ne zna. Da, Bejeweled. Nešto tako. Da, Dark Souls, Skyrim i tako neke igre volim. Volim kao Lord of the Rings, u tom stilu. Game of Thrones, tako mislim da je... Ама ги следиш и сериите, да речеме, си фан? Da, Tolkien сите тие ги читаш? Da. Pa čitao sam davno, sad jedva čekam Game of Thrones, to ne znam prosto šta da radim. Dodека не има Game of Thrones, не знаеш што да правиш со себе, па свириш. Da, pa da, čekam. Skače mi sa padobran da zaboravim. Да, баш така. Сигурно ти се случувале, да речам, необични работи, бидејќи си свирал на сите места. Кое е некое место што ти е најфасцинантно? Знаеш, кое е некое такво фасцинантно место? Pa evo, moram da priznam da sam svirao na jednom indijanskom rezervatu koji izgleda otprilike, evo kao ova slika, znači taj Monument Valley, to je deo toga je indijanska teritorija. Baš se Native Americans, da, indijanci. Native to je pleme Navajo indijanci i kod njih ova vrsta muzike praktično ne postoji. Točno. I onda sam igrom slučaja upoznao neke ljude i išao tamo da sviram u jednoj školi koja je u sred pustinje, znači ovako. I to je bilo neverovatno iskustvo, dirljivo i oni su reagovali fenomenalno, naravno u početku. Oni su inače dosta ćutljivi i još kad si belac i sad sviraš tu, mislim, to im je strano, ali reakcija je bila fantastična na kraju kad su se opustili pa pitanja. Po glavicata dojde ona Chief of Tribe? Bilo ih je na prvom, imao sam jedan u Albuquerque koncert i posle na rezervatu, tako da su tu došli neke starešine, onda su radili streaming u stvari tog koncerta prvog. Na rezervat, jer tamo slabo ima internet, pa negde stigne, negde ne i to je bilo zaista dirljivo. Tako da mi je to neko rekao, uvek mi je bilo želja, ali da mi je neko rekao da ću jednog dana stvarno isvirati tako u toj prašini i to. Među indijancima ne bi verovao. Fantastično, fantastično. Например, дали се случува и што правите во таков момент, вечерен концерт, не знам, пример, дали ти се случува струја да снема? Da, pa desi se. Da? Desi se, naravno. Ti si na scena? Pa, ako znam napamet delo, ako znam napamet, onda je okej. A ako baš ne znam, onda se snalazim dok ne nestanem na kraju. Ali dešavalo se, da. Počinješ improvizaciji? Pa jeste, da. I onda polako odem sa scene i onako niko ne zna. Ali sad mi je palo na pamet, dobro si mi podsjetio na to, jer sam prošle godine isto imao jedan veoma neobičan koncert. Meni su rekli da će to biti u institutu, određenom institutu Richtmeier u Trstu, koji je za slepe. I da će to biti koncert u mraku, kao za njih.
Dobro. Za slep. I sad, ili ne videće, kako oni kažu to, i u Italiji. I ja sam mislio, bit će sala, ugasit će svetlo i ja sviram. Ali ispostavilo se da su oni u tom institutu napravili posebnu pripremu, da su zalepili trake svuda, da nema ni tračka, da ne vidiš ništa, baš ništa. Znači kao su zatvoreni oči. Totalno, još više. Znači potpuni mrak i onda su slepi u stvari uvodili publiku unutra. Publika je već bila u mraku pre i onda su ih uvodili unutra i mene na kraju koji sam čekao bio sam strašno nervozan jer ne vidiš ništa i onda te ta osoba koja ne vidi u stvari vodi sada i onda su me postavili tamo, imao sam na zemlji neki marker da ne bih odšetao i izašao. I onda sam svirao u potpunom tom mraku sat i nešto. Violina solo. Bilo je veoma čudno. Čudno, dirljivo. Da, čudno. U prvih 20 minuta moram da priznam da mi je bilo i čudno i teško, ali kad sam se navikao i tako, onda odeš u jednu drugu dimenziju. To je bilo dirljivo, zaista, da. Ovo je više iskustvo, definitivно. Види, изназборевме толку многу работи, што стварно е фасцинантно како у еден животен век ги собира, не па ти сепак си млад човек, знаеш, не дека до толку. А што правиш за опуштање? Знаеш, бидејќи ова све се многу фасцинантни работи. Скачам из авионот. Знаеш, дали некад си седиш и ништо не правиш? Скоковима из авиона се лечим од стресова јоге. Така ли? Шалим се, да. А чекај, медитираш и тоа? И јога? Да, практикуваш? Да, јога, дисања, разна вежбе дисања, пранајами и тако. Tako da me to održava u životu, u stvari najviše od svih tih 200 dana u godini na putu. A dobro, семејството, кај е во целава слика? Со тебе или како? Шта? Семејството, кај е? Исто со тебе медитирате, не знам, со сопругата, например? Nije ona u tome baš nešto. Ne, a? Ne, tu i Što tamo, работи ali... сопругата? Pa ona je u biznis školi, znači radi biznis logistiku za MBA program. Ali inače je gitarista, klasični gitarista. Da. To je diplomirala, onda je završila MBA i to nije moja žena. Ali nema veze. Ali ubavo što ja puštivte. Ali je fina dama, znam je, to je Suzana. To je Suzana Joko Henkel, moja prijateljica. Wow, ovo moram da je kažem, ovo je such a selfie odmah. Tako da, to je moja žena. A ja prvi ne smesim. Ovo može, mada je ovo dobro. A inače, ona je i fitness instruktor. Tako da me ona drži u formi uvek. Dobro. Nema, to jedemo razna zrnca, lentile i tako. Така? Nema, da, nema zezanja. A koga сакаш нека cheat day да имаш нешто мрсно, што знаеш, кебапи, знаеш да Evo лупнеш? to, da. Da, nisam ekstremista u tom smislu. Така? Поштуваш 10 сокромит, така? Или... Ne, volim, samo balans, da, jer da. Ali volim da jedem dobro, volim i slatko, volim meso, volim sve, da. Ja мислам тоа е добар момент за да затвориме, а ќе ти испратиме со најдоброто од чаевите, Good Nature. Супер. Имаме витаминка и имаме од најдобрите Viva премиум сокови. Дами и господа, ова ми беше исклучителна чест. Стефан Миленковиќ, фантастичен разговор. Hvala. Стефан Миленковиќ.